сте чуле за Димитрија Чуповски? За него песни не се пеат, го нема и во преданијата, а сепак тој ни е во крвта. Кој е Димитрија Чуповски? Димитрија Чуповски е еден од најзначајните и најзаслужените дејци во поновата национална, политичка и културна историја на Македонија. Заедно со Крсте Мисирков, без друго ја символизира нашата свест како македонци и совеста во истрајната борба за македонскиот интегритет, суверенитет и национално-политичка афирмација. Цели 17 години, од 1900 до 1917 година, го осмислуваше македонското научно-литературно другарство во Петроград, зародишот на денешната Македонска академија на науките и уметностите. Како водач на македонската колонија во Петроград и ополномоштеник на македонскиот народ во 1913 и 1914 година, ја издаваше најзначајната национална периодична публикација до ослободувањето, списанието Македонски голос, Македонски глас, пишуваше статии во рускиот печат и настапуваше на авторитетни собранија во руската престолнина. Димитрија Димов Чуповски е роден на 8 ноември 1878 година како посмртче во велешкото село Папрадиште. Бидејќи татко му бил отепан од подкупени турци, мајка му Ката останува со 11 дечиња. Димитрија станува сведок на разбојничкото палење и разорување на родното село. Семејството се преселува во Крушево, кај родителите на Ката. Тука Димитрија почнува да го учи молерскиот занает. По 2 години, некаде во 1890 година, и тој оди на печалба во Софија со еден од браќата. Цели 3 години дење работи како молер, а ноќе го посетува вечерното училиште што го организираа младите македонски револуционери Даме Груев, Петар Попарсов, Никола Наумов, Димитар Мирчев и други. Во тој круг тогаш е организирано едно тајно македонско друштво од учениците и студентите што беа пребегани од Солун во Белград и потоа демонстративно од Белград во Софија. Тие му дадоа тон на целото македонско движење, што се изрази во јавноста преку младата македонска книжевна дружина и нејзиниот орган Лоза. Тоа стана скоро по задушувањето на словено-македонската литературна дружина на Ѓорѓија Пулески од 1888 година, кога се крена голем шум околу весникот Македонија на Коста Шахов и Димитар Македонски, и кога лозарите од дружината беа нападнати како сепаратисти од бугарскиот официоз Свобода, беа апсени и прогонувани по Софија. И Димитрија се најде во Вителот, па во 1892 година беше принуден да ја напушти бугарската престолнина и да се префрли во Белград. И овде дење беше молер, а навечер ученик во приправничката вечерна Светосавска учителска школа, создадена специјално за потребите на српската пропаганда во Македонија, Стара Србија и Босна. Тука, заедно со Крсте Мисирков, зема активно учество во македонското ученичко друштво Вардар. Димитрија признава: овде јас прв пат бев поставен да настапувам во улогата на заштитник на својата татковина. По завршувањето на училиштето во 1895 година,
Чуповски се враќа во родното село како учител. Бидејќи се вклучил во револуционерното движење, бил затворен, но пред судењето успеал да избега, па преку Белград оди да го продолжи образованието во Русија. Немајки избор, станува питомец првин на Новгородската, а потоа на Тавричката духовна семинарија во Симферопол. Во 1900 година, пак против својата желба, се запишува на студии во Духовната академија во Петербург. Самиот кажува: Уште од првата година од моето доаѓање во бившиот Петроград се наложи да се организира од македонците што беа овде едно револуционерно настроено друштво под името Македонско другарство. Единствено во Русија национално политичко обединување што работеше врз идејните основи на внатрешната македонска револуционерна организација, што ја истакна девизата борба за независна Македонија. Во тоа време овде беше организиран еден таен македонско-одрински кружок, во кој што членуваше и Крсте Мисирков. Во Македонија се прават усилени подготовки за едно општо народно востание. А српската влада тактизираше и преговараше со Борис Сарафов за отворање представништво на внатрешната македонска револуционерна организација и во Белград. Кога во српската престолнина беше отворен словенскиот клуб, па почнаа да се организираат и други клубови на словенските народи, македонците емигранти во Србија основаа и македонски клуб со читалиште, што наскоро почна да го издава и својот печатен орган – Балкански гласник. Уште во 1901 година Димитрија Чуповски навраќа во Белград и го гледаме со братучет си Ангелко Чуповски, што подоцна загина како македонски револуционер. Без друго се сретнал и со организаторите на Македонскиот клуб и издавачите на весникот Стефан Јакимов Дедов и Диамандија Трпков Мишајков. Тоа беше јадрото што во летото на 1902 година го прокламира во јавноста македонскиот национален сепаратизам како Македонска национално-ослободителна програма. Пишувањето на весникот Балкански гласник беше обилно пренесувано и во рускиот печат, а македонците во Петербург будно го следеа тоа пишување. Но и белградскиот и софискиот печат кренаа голема врева против Балкански гласник и неговата програма, па кога беше најавено дека македонскиот клуб подготвил меморандум до големите сили подписнички на Берлинскиот договор, српската влада го затвори клубот и го забрани весникот, а неговите издавачи ги истера од Србија. Стефан Дедов и Диамандија Мишајков ја добија поддршката на рускиот амбасадор во Белград и отидоа во Петербург. Веднаш се вклучија во веќе организираното македонско другарство и на 28. октомври 1902 година поднесоа заедничка молба до Советот на Петербуршкото словенско благотворно друштво за да им се дозволи да се собираат во неговите простории, врз истата основа, врз која што се одржуваат таквите собранија на чешката, бугарската и српската младина, што учи во Петербург. Меѓу 19-те подписници на прво место стои името на Крсте Мисирков, а веднаш по него подписот на Димитрија Чуповски. Уште на 12. ноември 1902 година, веќе конституираното Македонско научно-литературно другарство во Петербург со подписот на Стефан Јакимов Дедов и Диамандија Трпков Мишајков поднесува опширен меморандум за Македонија и македонското прашање до руската влада и до Петербуршкото словенско благотворно друштво. Тоа е всушност и првата и најполна македонска национална програма. Во документот се нагласува основната задача на другарството да се избори за слободна Македонија во национален, политички
и црковен поглед. За да се постигне тоа, другарството бара Признавање на македонските словени од страна на Турција како одделен народ со одделен литературен јазик, што рамноправно со турскиот станува официјален јазик во трите вилаети на Македонија – Косовскиот, Битолскиот и Солунскиот, и признавање на самостојната црква. Назначување на еден генерал, губернатор и еден негов помошник за триве споменати вилаети. Генерал-губернаторот може да биде турски поданик од мнозинската народност во овие три вилаети земени заедно, а неговиот помошник од помалку застапените народности. Местно, изборно, народно собрание и дарување на Македонија органски статут од неговото императорско величество султанот. Спроведувањето во живот на правата на Македонија, подарени од султанот, се гарантира од европските големи држави и така натаму. За привремен председател на Македонското научно-литературно другарство е избран завршениот правник од Битола Диамандија Мишајков, а за секретар кукушанецот студент Милан Стоилов. На 29 декември 1902 година управата е комплетирана. Под председател станува студентот на Воено-медицинската академија од Смрдеш Гаврил Константинович, а библиотекар студентот на Петербуршкиот универзитет од Воден Ристо Русуленчич. Значајно е што уште на овој состанок се определуваат границите на Македонија. Тоа беа истите граници што ги определи и Чуповски на својата карта од 1903 година. Се прифаќа и предлогот на Димитрија Чуповски писмено да се известат бугарското, српското и чешкото друштво во Петербург за основањето на македонското, а исто така да му се изрази благодарност и на Петербуршкото словенско благотворно другарство, што му дозволило и на македонското другарство да ги држи своите заседанија во неговиот салон. За да им се покаже на русите дека македонскиот јазик не е поблизок до бугарскиот и до српскиот, отколку до рускиот, другарството на ова собрание решило: секој еден од членовите кој што сака да запише по неколку карактеристични македонски зборови и да му ги предаде на секретарот, кој од своја страна ќе ги запишува во посебна тетрадка разделена на 4 графи: македонска, бугарска, српска и руска. Но револуционерното вриење во Македонија ги натера членовите на другарството да побрзаат да се најдат на местото на настаните. Мисирков отиде за професор во Битолската гимназија. Мишајков стигна во Битола да готви почва за отворање училишта на македонски јазик. А дедов се упати во Софија за сред македонската емиграција да го издава неофицијалниот орган на другарството Балкан. Пооднадвор испровоцираното горноџумајско востание избувна и Илинденското. Еден дел од членовите на другарството заминаа да се борат како доброволци во Македонија, меѓу нив и секретарот Милан Стоилов, кој наскоро и загина во борба со турците. Од почетокот на 1903 година, председател на Македонското научно-литературно другарство во Петербург стана Димитрија Чуповски и го раководеше се до Октомвриската револуција во 1917 година. Во оваа дејност активно му се приклучи и брат му, Наце Димов. Во екот на Илинденското востание е убиен рускиот конзул во Битола во присуство на Мисирков. Овој мора да бега одново во Русија. Тогаш есента 1903 година Мисирков ги одржа во другарството своите познати реферати што заедно со други текстови по решение на другарството, веднаш потоа ги напечати во Софија во книгата за македонските работи. Другарството го подготвува својот устав и Чуповски на 20 декември 1903 година го донесува за потврда во Советот на Петербуршкото словенско друштво.
се подпишуваат и нивните членови на другарството. Се кодификуваат целите и задачите. Да ја развива меѓу македонската колонија во Петербург националната свес, да го проучува јазикот, песните, обичаите и историјата на Македонија во етнографски и географски поглед. Да ги примирува и да ги обединува сите македонци, без разлика на нивното образование и убедување, во името на нивното исто потекло и единството на нивната татковина. И да го популаризира сето тоа меѓу македонците во Македонија и надвор од незините граници. Со членот 12 се озаконува. Разговорот во другарството ќе се води на македонскиот, словено-македонскиот јазик. Рефератите и протоколите ќе се пишуваат исто така на овој јазик. Тоа беше всушност првото официјално воведување на современиот македонски јазик во службена употреба. Освен рефератите што ги прочитал Мисирков пред другарството, другите материјали не се зачувани. Но од писмото на Димитрија Чуповски од 17. февруари 1904 година до членот на другарството Никола Ничота, што тогаш беше префрлен на студии во Москва, дознаваме дека самиот Чуповски настапил со рефератот за вековната национална самобитност на македонските словени. Додека Филип Николовски од битолското село Буково го прочитал излагањето какви причини ги тераат русите и воопшто патешествениците и етнографите да ги смешуваат македонските словени со србите и со бугарите. А пак Никола Ничота го готвел рефератот за српската пропаганда во Македонија и незиното погубно влијание врз народот. И од насловите на овие реферати се гледа какви прашања доминирале во другарството и каков бил односот спрема нив. Во писмото до Ничота, председателот Чуповски повторува. Словените во Македонија не се истовремено срби и бугари, ами се одделно словенско племе што представува нешто посебно како од србите, така и од бугарите. И истовремено самиот народ и многу представници од неговата интелигенција се признаваат за синови на одделно словено-македонско племе, што стои многу поблизу до русите отколку до србите и бугарите. Македонското научно-литературно другарство презело известни постапки за воспоставување контакти не само со официјална Русија, туку и со австро-унгарската и со турската амбасада во Петербург. Меѓутоа, и српската, и бугарската, и грчката дипломатска агенција будно ги следеа чекорите на другарството и сите нивни акции. Тоа го правеше и бугарската екзархија. Бугарската екзархија успеа да уфрли своји агенти во редовите на другарството, меѓу кои што беше и студентот Христо Шалдев. Неговите клеветења имаат тешки последици не само за другарството, туку и за успехот на самото движење во Македонија. Другарството подготви основни учебници за очекуваните училишта на македонски јазик. Димитрија Чуповски 3 месеци престојуваше во Македонија во пролетта на 1905 година за да подготви почва за тие училишта. Но во Македонија веќе започна четничката акција на соседните монархии и тој мораше да ја напушти татковината пред заканувачкиот револвер од војводата. Членот на другарството од Папрадиште Павле Ќулавковски го однесе ракописот на македонскиот буквар да го напечати во Њујорк, но и тоа беше осуетено од заинтересираните. Мисирков во Одеса го објави првиот број на списанието Вардар на современиот македонски литературен јазик, но не можеше и да го продолжи издавањето. Македонското национално ослободително движење се најде во тешка положба. Тајниот српско-бугарски договор за интересните сфери во Македонија веќе беше надминат. Со нож и пушка, претендентите тргнаа да освојуваат територијата на Македонија.
Не сакајќи да ја заврши духовната академија, абсолвентот Димитрија Чуповски не сакаше да биде пратен во Македонија и да мора да служи на некој од пропагандите, па се запиша на Петербуршкиот универзитет. Но поради учество во студентските бунтови беше исклучен од универзитетот. Тогаш Димитрија се ожени за русинката Лидија Павловна. Не мораше веќе да дава часови и да прави преводи за да се издржува. Со извесен наследен капитал од сопругата во 1907 година отвори посредничко биро за барање и предлагање работа, трудовој посредник. И скоро стана угледен граѓанин на руската престолнина. За 2 години неговото биро стана најголемо посредничко биро во Петербург, па отвори своја банка, Серуско парично биро, а исто така свое трговско-индустриско друштво Демитра. Во 1909 и 1910 година го издаваше и годишникот Деловој Петербург. Благодарејќи на деловниот успех, Чуповски се движеше во високите кругови на тогашна Русија. Но тоа не го одвлече од борбата за македонската кауза. Тој настојуваше постојано да биде во допир со татковината и да го одржува во живот другарството. Навраќаше во Македонија во 1901, 1905, 1909 и во 1911 година. Со брата си Наце Димов и со својот другар Гаврил Константинович презема акција за отворање македонско занаечиско училиште со интернат во Житошкиот манастир. За таа цел доаѓа во Петербург и познатиот македонски деец Марко Атанасов Мушевич од Крушево. Заедно поднесуваат меморандум за Македонија до Светиот Синод и до руската влада и бараат помош за обновување на разрушениот Житошки манастир. Во тоа време настанува широко раздвижување во Битолско, што беше наречено Руска партија. Тоа беше всушност јадро на другарството од Петербург. Но балканските монархии почнаа усилено да се договараат за сојуз против Турција и за поделба на Македонија. За тоа почна да пишува европскиот печат. За да се легализира националната дејност и да се дејствува за спречување на планираната поделба, Димитрија Чуповски, Наце Димов и доктор Гаврил Константинович организираа Словено-македонско национално просветно друштво Свети Кирил и Методија и на 27. јуни 1912 година го поднесоа подготвениот устав во градоначалството во Петербург за регистрирање. И во овој акт јасно се истакнуваат целите. Да го помага духовното преродување и обединување на македонските словени и нивното слободно национално битово самоопределување. И овој пат посебно внимание му се посветува на македонскиот јазик. Меѓу членовите на друштвото разговорен и писмен јазик се смета словено-македонскиот јазик. Бидејќи руската влада ја имаше улогата на главен арбитар за подготвуваниот антитурски сојуз и за поделбата на Македонија, регистрирањето на друштвото не беше дозволено, но тоа не ја запре акцијата на македонците. И во самата Македонија се крена аларм против готвениот дележ. Македонскиот кружок во Битола на 15. август 1912 година испраќа едно обширно писмо до истомислениците во Петербург, во кое на крајот се набројуваат и следниве барања. Енергично застапување на братска Русија во полза на македонците. Уништување на бугарската, српската и грчката пропаганда во Македонија. Отворање училишта на словено-македонски јазик. Востановување на црковната независност, автокефалната словено-македонска црква во градот Охрид, слободен развиток на националната самосвест, тоест на свеста дека словено-македонците се еден и неделив народ. Во интерес на запазувањето на Отоманската империја, турската влада треба со сите културни мерки да го помага распространувањето на оваа пропаганда,
што сега веќе има илјадници следбеници како во Македонија, така и надвор од неа. Во името на хуманоста, човечкото достоинство и љубовта кон својата татковина, македонската интелигенција еднаш за секогаш мора да ја прекине срамната продажба на својата совест и чест на бугарските, српските и грчките пазари. Широка внатрешна самоуправа на Македонија. Во руската престолнина почнуваат да се прават словенски манифестации како подготовка на војната. Во ресторанот Виена во Петербург се прави словенски ручек, на кој што Димитрија Чуповски и Наце Димов изјавуваат: да, положбата е критична. Во Македонија мириса на смрт. Чуповски ги согледува завојувачките цели на војната и јасно предупредува: Самата победа на Словенскиот сојуз, ако се реализира, апсолутно е непожелна од словенско гледиште, зашто тоа ќе биде поразот на потомците на Кирил и Методија. Ќе разделат Македонија на 3 дела, ќе биде привремен триумф над незиното тело, но никој нема да биде задоволен. Ќе се наложи да војуваат со соделачите и нема да има бел ден за словените. Ако Русија му даде поддршка на Словенскиот сојуз, тогаш резултатите без друго ќе бидат европска војна и поделба на Македонија. Јасно и недвосмислено согледување. Непосредно пред објавувањето на Првата Балканска војна, македонците болно изјавуваат: Додека Македонија се наоѓаше под робството на Турција, таа ја имаше пред себе надежта да си ја врати некогаш загубената самостојност. Но со поделбата на Македонија меѓу словенските држави, под изговор за победа над турците, Македонија или за секогаш мора да се откаже од народната индивидуалност, или пак по цена на својата крв да ја брани својата народност од словенските завојувачи. Но гласот на македонците беше преслаб да ги заглуши апетитите на балканските монархии. Војната започна и заврши онака како што предвидуваа Чуповски и другарството во Петербург. Борбата мораше да продолжи во сосема нови околности на поделена Македонија.